што секогаш препорачуваме да прават пациентите заедно со медикаментозната терапија. Значи, секогаш препорачуваме на пациентите да следат одредена исхрана со низок гликемичен индекс. Најчесто се препорачува урамнотежена исхрана, значи не исхрана каде што се исклучуваат големи партии на макронутриенти, туку исхрана која што ќе ги содржи сите макронутриенти, како што се белковини, комплекс и јаглехидрати и здрави масти, кои што ќе бидат распределени во текот на денот во 3 или 5 оброка, заради тоа што само со таа исхрана се постигнува нормално ниво на инсулин, односно се коригира инсулинската резистенција, и исто така исхрана која што ќе има со оваа урамнотежена исхрана каде што немаме ексцесивно внесување на протеини и масти наспрам јаглехидрати или обратно, не доведуваме до друг хормонален дисбаланс, односно до зголемување на кортизолот, кој што се зголемува секогаш кога имаме исхрана богата со многу протеини. Значи, исхраната треба да биде, односно, тој режим или таа диета треба да биде препишана од стручно лице, но воглавном таа се состои од урамнотежена исхрана со сите макронутриенти, спрема висината и килограмите одредено за употреба, значи индивидуална употреба кај таа пациентка, со следење значи на состојбата додека е на тој режим и на таа диета, која што понатака таа диета треба да прерасне во еден здрав режим понатака во текот на целиот живот. Значи пациентката ги следи тие упатства во текот на целиот живот, а не само во тек на 3 до 6 месеци, како што обично се случува со популарни диети.